Инстаграм, TikTok, профили од познати личности. Тоа се платформите од кои младите генерации ги добиваат информациите што нив ги интересираат. Обично на Инстаграм следиме разни акаунти, разни познати личности и така обично ги добиваме и оние знаете по-глобални, по-широки информации. А мобилниот го користам нели за да дознам некои информации што ми се потребни за училиште. Најмногу преку мобилен телефон ги добивам информациите, ми апликации кои ги користам, тие се Инстаграм, TikTok и ако треба Facebook. Но според статистиките, токму на социјалните мрежи се наоѓа и најголемиот проток на лажни вести. За разлика од обичните вести кои што само 10% од нивните читатели ги стекнуваат на социјалните мрежи, лажните вести, тоест консументите на лажните вести на социјалните мрежи се 40%. Со други зборови, 40% од читателите на лажни вести се на социјалните мрежи присутни. Учениците од гимназијата Раде Јовчевски Корчагин, со кои разговаравме на симпозиумот посветен на дигиталните информации и медиумската писменост, се свесни дека лажните вести постојат, но не секогаш успеваат да ги препознаат. Сигурно имам сретната, не дека неам, ама дали ги имам препознаено, тоа не сум сигурна. Сигурен сум дека 90% од нив не сум ги препознал, но обично се базираат и почнат се основаат на факти, ако ние нели дојдеме до факти кои што не се согласуваат со таа лажна вест, тога би можеле на некој начин да процениме дека е лажна вест. Да, лажни вести имам сретнато, меѓутоа ги немам распознаено. Прво гледам дали тие вести што се лажни се излезени од некој познат, дали се објавени од некој познат вебсајт или пак се од некој непознат. Според истражувањето на Институтот за комуникацијски студии, најподложни на дезинформациите се младите генерации, но и пензионерите и лицата што немале можност за повисока едукација. Секогаш ќе има некој кој што ќе се обидува да го запоседне медиумскиот и дигиталниот простор, но ние мораме да изградиме отпорност кај населението и кај граѓаните, посебно кај младите, да можат да ги процесираат, да ги видат, анализираат и да може да се создадат свое мислење базирано на сопствените факти, а не на некои други туѓи. Дел од лажните информации доаѓаат од поединци, дел од центри на моќ, а дел се креираат преку компјутерски програми, односно алгоритми. Го поставивме прашањето, дали исти или слични алгоритми може да се користат за борба против дезинформациите. 100% алгоритам за детекција на некакви лажни вести или за спречување нема и тешко дека ќе има, бидејќи колку и да се прави алгоритмот паметен да ги детектира вестите, авторите на вестите ќе го менуваат стилот и начинот на изготвување на тие статии за да ги заобиколат тие заштитни алгоритми. Користењето компјутерски програми за селекција на така наречени подобни или неподобни вести отвора и други опасности. Алгоритмите, за жал, може да се злоупотребат не само за отстранување на лажни вести, туку и за спречување на вистински вести кои не се од интерес на оној кој што го контролира тој алгоритам. Според познавачите, одредбите за регулација на професионалните медиуми во државата се солидни, но дилемата се отвора со онлайн просторот, во кој нема јасна регулација. Она што деновиве го видовме всушност е YouTube канал на некој кој што е медија контент провайдер, значи создавач на содржина, не е професионален новинар и тука не можеме да имаме законски ограничувања, бидејќи ние сепак живееме во држава која што се уште е во транзиција на некој начин и каде што за некое догледно време било какво законско врамување на функционирањето на онлайн просторот може да биде злоупотребено. Според стратегиите на УНЕСКО за медиумска писменост, една од насоките за сузбивање на дезинформациите е потекнување на потребата од квалитетна содржина. And what we are lacking is to have access to good quality content. We need to focus on wise content management and not waste content management. Иако се чини дека регулацијата на онлайн објавите е тенка линија кон цензура, сепак има одредени содржини што можат полесно да се филтрираат. We have to be able to be very careful not to cross this distinct line of freedom of expression. But if you have some filters like hate speech, like harmful content, and you have a report button in the internet platforms, then it is a way that you can control the spread of disinformation and focus on the quality content. Друга опција што ја предлагаат познавачите е преку јавно етикетирање. Потребно е да има, според мене, обележување на вестите, лабелирање дека се сомнителни или лажни, но не и целосно отстранување, за да не се отиде во друга
крајност кога ќе имаме спречување на вистински вести кои не се од интерес на оној кој ја прави регулативата. Лажните вести некому носат профит, некому политички интерес, но во исто време носат и општествена ерозија, трауми и недоверба. Може да е лажна информацијата, нас да бидеме баш вознемирани поради таја. Медиумската писменост е во зародиш во македонското општество. Очекувањата на познавачите се дека токму преку соодветна едукација ќе се надмине штетното влијание од дезинформациите и од манипулативните содржини. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.